Последните денови од есента беа боште убави. Времето беше топло, сончево, таман за патување, човек да посака да направи нова репортажа. Овој пат редот му дојде на село Злеово, распослано во Радовичко-Струмичката котлина, во јужното подножје на Плачковица на 19 км источно од Радовиш. Наминав и во ова убаво подплачковичко село да прошетам низ неговиот селски атар, да се видам со злеовци, со еден збор и тие да ми ја раскажат приказната за нивното село Злеово. Од Беровско, преку Огражден, преку превојот Готен, јас и мојот снимател Лука дојдовме овдека во селото Злеово. Ова овдека е едно од трите езера во ова населено место и дојдовме во селото Злеово да ги видиме мештаните, да го видиме селото како и тие живеат во овие временски услови. Селото број негде околу 270-280 куќи. Доматинства може да има преку 300. Има фамилии што живеат по 2 до 3 доматинства на куќа. Живеат од претежно од земјоделие. Нешто има сточарство, повеќе на земјоделие се одат. Вработени најмалку има. Ти иначе од што живееш? Како живееш? Само од земјоделие, немаме друга екзистенција за живот. Земјоделие, пиперка, тутунче седеме, кравички нешто чуваме, колку за живот, за лепче да вадим. Колку имаш твоја земја вака? Јас моја немам ич земја. Татко ми има 25 декара, 2,5 хектара да кажем. И на таа обработувам. Што се не засееш вака? Па сееме индустријска пиперка, фафарони сееме, прас сееме, јонџе имаме за кравите и житарица. Рече дека Имам сеано 3 декара да кажеме, пиперка индустријска, негде околу 6 тона имам извадена пиперка. За пазар. Фарони, она малку теже, не ми е мерена, оди на пазар се ја продавам. отпилike вака колку изводе? Фарони ги 1 декар имах сеано, само за пазар дека. Така? Ама беше 30 денара. На пазар се продаваше кило, а иначе откуп беше 20 денара. Има нешто. А пиперката индустријска по колку ја продаде? По 12 денара. Така. Жито колку имаш овој? 10 декара има 1 хектар жито. Ама нашите ниви се тука послабички, малку оди се повеќе по планински дел. Колку беше приносот Многу слаб, 250 кг декар. и колку изводе? Па негде околу 2 тона, 2,5 тона. Така. Селото Злеово не е село од они тип на заборавени села во Македонија, со празни сред села, со празни селски сокаци, селски пачења, со празни селски дворови, со семејни згради од 19. век. Туку е село со полно сред село, со полни селски пачења и сокачења, со полни селски дворови со селани и со семејни згради изградени во стил на денешнава селска архитектура. Кога дојдов во ова убаво Радовичко село, сонцето иако есенско го грееше селскиот атар, а мештаните неуморно работеа, сакајќи да го искористат секој ноемвриски сончев зрак, да ја доработат недовршената есенска работа, за да бидат подготвени за зимата која што предстои. Сум поминал многу села во Македонија, но селската идила што ја видов во ова село, ретко слично на друго место да сум ја сретнал. Луѓето просто кажано ја користеа секоја петна парче земја, не само во нивниот двор, туку и по сокаците, улиците, па дури и асфалтот на сред селото. Со еден збор, на сред селото беа речиси сите 300 домаќинства. Едни го катеа гравот, други брза со своите трактори да ги посеат последните ари со житарки, трети го очекува откупот на тутунот. Што се вели, се на едно место, да ги бараш не можеш вака сите селани да ги собереш на исто место. И се го почнавме муабетот. Еве дојдовме во село Злеово. Добро е. И што работиш денес кога дека вака? Еве бобче вршиме. Гравче што викаме по наше, а? Бобче, гравче. Така. Гравче се. Како е иначе живеачка во село, да речеме вака едно? Абе добро, кој како работи, така и ќе има. Што поработуваш ти вака во селово? Абе, ти јас баш толку не работам, пензионер сам.
Тако нещо. Так, што имаш добро колку имаш твоја земја, да речеме вака? Се на се. Се нас имаше едно 40 декара. И ја работиш сега? Работат и децата. Што ја работиш вака? Па се нещо от бобче, тутунче, нещо. Бобче, графче, се. Рече дека колку имаш посејано граф ова година? И колку читаш од прилика? Това 2 декара. Што колку кило читаш граф, да речеме? Ќе видим едно 200 кила треба ти се. 10 кила, а? Што ќе му правиш на гравот? Ами ќе го продадем. Бркај си работа, и сега ова колку пати ќе треба да помениш? Ами няма, аз сега ќе го обърнем и го разтресим. Так, ајде, бркај работа, Ајде, нема грешка. Ајде, бегај мали. Бегај мали. Sam dragi, od zrevo. Така, кај му етрна со кончево. Na sejanje, na žito. Ќе сееш денеска? Da. Колку отприлика декари ќе сееш денеска? 2, 3, 3, 4. Zamisli. Колку посеја до сега? Ne sejam poveć. Оти? Ne isplati. Лани колку имаше? Lani 2, 13. Ова година само 3, а? Samo 2, 13. И што е причината да рече? Ne isplati, nema. Što to ne isplati? Skapa đubre, skapa nafta, jeftino žito. Колку е џубето, колку е нафтата сега? 1000 dinara, đubrето nafta 55 dinara. Ами на житото? 5 dinara 6. Лани колку имаше? Колку најде? Lani 500 имах си домов. Го даде или го чуваш? Čuvam го дома iz pilice, ki je ofrnao. Ево ти? Evo dam bez pari. Ами вака едно си фрил пари за орање, пари за џубре, пари за житва. I За тебе што остани? za mene ništa, samo makata. Колку мине сте дома да речеме? Trojica. И ми како живееш, како излегуваш на Na крај? vazduh. И како на овој? Еми ja така. Samo za nas. Друго вака што поработуваш освен ова земјоделие? Сејamo voštarstvo, lozarstvo, tutun, piper, все работим. Вака да речеме, можеш вака да ми кажеш Да. што садеше од лозарство, што Лози имам 5 декара, сливи имам 5 декари, праски имам 5 декари, жито сеех, сега веќе жито не сеја. Живи здрави! Ајде се здрави! Ајде. А или ја работа пазаро, момче? Амин. Кај трена денеска? Дај една овде да стигне да видиме. Ќе паднат сите, ја таму ќе им на Вака сега, кај трена денеска? тутун. Свале. Само момент. Ај вака едно, може да потитко? Ајде бе во. Така, дај му ти дојде една. Одлично. Мајстор, паден звалаш. Не па, ами да се ги леси, јас сум дете од село, море. Вака, венка, стој. Слушај се вака едно. Која оварче го е сорта ова? Проба? Не. Не за која. Кој, ти прилепе ова или? Прилеп. Ти прилепе, а? И прилеп има секако. Колку насади тутунче ова година? Под 12-13 декари има. И колку изваде? Од прилика Не ова. знам, ќе има околу 1800 кила. Колку пари очекуваш да речеме да земиш од овие 1000 кила? Ќе видиме как ќе излезе. Од прилика вака. 3 евро. 3 или 4 или Евра. Да. Ќе ти стасат? Не верувам. Колку мина сте дома за тутунчево да го работите вака? 5 души. 5 души, а? Да. То што класа би му дал на овај? Ајде да речеме вака. Еве, ја да сум откупувачот, би ти дал тројка. Ти- Тројка. Ти колку? Ти колку? Втора. Втора, а? Да. Може Окей. за прво да... Можеше да оди прва, ама овие требаш да излезеш, така? Така вика ти е. Само ти вие го фаќате. Добре. Слушај, вака и јас сум овај тутун производител. Јас сум од Пилевско. И ја го работам, и ја го председувам. Машала, убаво тутунчево. Тие 3000 евра да се ги земиш, женеци. Женци. Така. И дома кој свенешиш паричките, со алал да си трошиш, така? Така. Ај биди поздравен, пали го тракторот, се ова стави си таму. Така. Одлично. Од ова село си, од Злеово? Јас сум родена од Радовишко Ново село. Радовишко, сум бил таму, така. Радовишко Ново село. Так. Нема веќе там народ. Нема, знам, одамна си замина, така. От 53 година. Јас 13 години бех каде деме тука. Се 13. беше турци. Профекс турски знаех. Аха. Ама сега идеја си турците понекогаш забори да ми одвраќаме, па им Ги разбирам. разбираш, а? Па им разбирам. Аха.
Така? А брат ми, он профект знае още. Кој ти се овде комши, вака што се вика Зубазарно во село? Па тя градоначалником ми комшија. Я тие туа, так. Како ги вика? На име? Тие туа Ача го викат тај. Аха. И на тај Миле па од там што прави едно скуќа и на него нема пари, а кад на мој Исто, а? син. Леп, вака да те прашам едно, леп месеш или купуваш? Не, меси ми си леп. Си месеш леп, а? Меси ми си леп. Ја у фурната. Колку лева месеш вака во денот? За една недела да ти стаса да? Па ше слепчиња помаленки. Кој ли поарен вака е онај месениот, купениот или? Месиниот си парен. Аха. Купињоне. Како ќе помини месимава, студено фати, снего падна? Па на. Сико ти што поработуваш вака? За модели? Земјдели, а? Да. Те слуша бабичкава? Слушай. Тя си имаме на мајка. Аха. 95 години. Многу имам мерак, ја така кад Саш се зашле дијде да снимат, она 3 војни е прекарала. Жива е уште, а? Жива е. Како се вика? Баба Ружа. Баба Ружа, а? 3 војни е прекарала. Значи поминала ни сито и решето, а? 3 војни е прекарала мојата мајка. Кој живот беше поарен, кој беше на мојата младост или сегашниот? Помепред беше поар. Поарно, а? Поар мушако поар беше 300 пати. И оти? Оти беше тога се погажаа за сите стари младо, се погажаше. Сега не Така. се погажа ништо. И поаро со животот беше поарен од сако е, се има, ама тоа со зор. Со зора, а? Со зор живот. Како е, доаѓа за телефон, за струја, За се. Не те прашувам да Никој не те платиш. пита кај што имаш ли немаш ли. Така, А тога нема тоа. Сите кога ти на сред село се играме. така, Играта, свирење додаде празник се евро. така. Нема сега нема жив. Може ли да се сетиш пред едно 50 години која ја правеше свадбата, како беше? Тогава се со коње се одеше, сите сватоа со коње со става, пречекува се по 4 дена, свадба се прави. Така. Така, Еве сега доаѓа Божик, така речено, а детите ќе чуваме пак? не, а дете се прави, ама некад тога. Не, а? Не, поарни беа. Со 100 пати. Тоа одеме на физа од куќе на куќе, одеме пиење, свирење, оро, нема џумбус. Значи, на сред село ред, момо, Се, ред, оро, вечери, нема то прекид. кој ќе дојде гајдаджиите да пазите беше мерак, а? Мерак, това имаш што да видиш, себеш. Така. А са не. Са нема, не се, са не знаеш кој плаче, кој пие. Бабичка да те слуша? Слушай. Кој повеќе следите? Ти не се или тој тебе? Или, а? Ја и дојде се слушаме. Двојте, да? 40 години ќе сме заедно. Уште малце, што се вика 50, да? 50, да. Така, така, А, така. Од Мучинева кој ти се помили вака? Па внучињата сите ми се едно. Како се вика по име вака? Александар, Маријан, едно такво, Мартин, Мартин едно Анđел. и Анđел, 40. Како излегувате накрај вака, дал Господ во овој фамилија сака да се купи бомбони, сака книги, сака чевли, сака леп. Да сме оставили, што да го нежа, давај им. И бомбони ќе им купиме, ако има на пазар. Ако нема пице, ќе им купиме. Се. Добар ден, домаќинке. Мај да думи. Ајде, сигурно ми како? Што правиш? Ја лепо вада од фурната. А, така. Колку опече денеска? Колку печекле? А, Ја 8 лева. 8 лева. Да. За колку дена? Чекај јас вака да дојдам одавде. Така, да се овака. Ќе ти платутун да не меса секој ден леп. За една недела, две. Колку мина сте дома? 5 души. И вака да речеме, кои сте вие дома? Јас и сна и син и 2 внукички. Так, Пет души. друго што поработуваш вака со тутунот? Се работиме. Царевка, боб, компир, тутун, всичко. Така, царевка колку изадовте? Виколи, не сме многу се јави. Аха, а Дорка граф? Ќе ми се смеат човеците, ќе ги снимајте на таму. Ела, дојде поле. Ела вамо. А, така, види. Покреоти. Види. Јас сум Петра, А, така, од село Злево, кај тргна со Лепчево? од Фурната. Пече го, Аха. жешок може да го фанете. А, да видим, чекај малку. Ја. Е, така. Абе, жешо би. Ама варкам за да ве вида. А, уба. Слушај вака сега едно.
Како вошто го печеш во фурната? Во фурната. Колку лева имаш да измесено? 7. 7 лева? 7 лева. Колку брашно сака, колку кваса сака? 7 паници брашно ќе туриш, водено тенџер, еден квасец и ќе забркаш, ја ти леп. Так. И со лопата ќе отуриш во фурната, ќе вадиш, ја го. Так. Колку лева беше ти во вака за една недела? За една недела 7 лева. 6 души сме 7 лева. Так, ти стасува? Стасуват ми. А месечно колку треба брашно да речеме вака? По 2 вреќи. 2 вреќи, ја? 2 вреќи, обавезно. И не стигат некош. Ги купуваш или? Абе, некош купуваме, некош од жито, ама повеќе купуваме. Так, колку една вреќа вака? Па колку? 550. 550 денари, ја? Друго што поработуваш вака да речеме? Тутунче. Пензионерка сам. Ама па поработувам, од неќе дадат па да јада. И така е. Колку бине сте дома? 6 души. 6 души, ја? Ја и внуците? Ја се тука. Така. Еми се вака едно. Оди и бркај си работува со Лепчево. Домаќино кај ти е? Домаќино у гробишата. 30 години таму. Така. Значи види се вака едно. Оди бркај си работува со Лепчево. Одете ги државни сирење на Жешо Клеп. А добро, ќе наминиме се да завршиме работа. Ќе може така? Јас утаку ќе. А таму се, па добро да полафа малку со Ајде, ја ќе извади сирење, ајде. Оди извади сиренцето, стави раките, ќе дојди мај така. Така. Опа, значи дојдоме на компири, така. Дојдеме срамува. Зажио, нема како срамување. Трајко, ете, Господе, донесе во твоево село, во Злеово. Валери, оди къде да ти баба? Што поработуваш вака ти? По земјоделие убавуваме. Аха. Лозарство, тутун, пченка. Компир нешто по сега, па закасење не може да го извадиме, не време па го извадиме сега, тај. И ќе го премине, што може се користи, што не може Колку имаше компири насадено? Компир има околу 4 тона компир. 4 тона? 4 тона. Од колку декари? По 3 декара скоро. И това ќе е. Колку има земја твоја да речи вака? Имам 5-16 декара. Ја работи сета? Работам. Дори под најзијам. Под нај земаш, а? Па зијам, некаде по 1500 динара, така по 5-6 декара зијам под нај. Така. Ами вака една, сега направиш една рачуница да платиш орање, да платиш кирија, да платиш работна рака. Мора да обстануваш. Ќе платиш што ќе правиш. Мора, Ната треба. Купиш това, многу работи. како беше беричето ова година? Добар. Таа година биде добар и тутун е добар, прилично добар. Аха. Со сцена кај ќе се погоди, мену се ја откупам, па ќе видим. Так, добро момче, чисти си го компирче овака? Чистам го. Па Белки ќе дојде некој муштерија да окупи, а? Абе, тај го вчера во диходнима, други ми е... Фала многу, кај се работа, ајде да видиме, не чека та бабичката со лево да појдиме. Ајде заедно. Може да ви почастаме едно лепче. Поздрав, да се видиме зума заедно, така? Ајде, поздрав. Така. Кажи, бабички. Да ви попризам едно лепче, што сум мислила да не сум хлуба. Да ти дай Господ здравие, таман да ти кажам, топло е, убаво. Убаво и сиренце да се вземе кодило и да јада. Так. Немам, ќе ви дам. Слушај вака едно, ајде поеме кај ова комшикава твоја, таде покани прејаски вети, ќе ми се наоди, ќе може и? Која комши? Па таму Таму, ајде, овој напред и ја потем, ајде поеме. Со лепчево твое, што да е со незиното сиренце, и ќе так, ајде, овој напред. Татко да се јадам. Така, добро. Дојди ге. Еве ние овој на тоа што ветиме да види машала шуба. Јела, дојди. Мале, ќе Да се ќе ми ќапнете. Чек, поле. Види мајката Јова, ама Јова убаво, е? Убаво. Жешо Кошче. Ама Жешко било, бе. Така. И сега овдека што го живееш ти рече? Со сини со снајата, снајата. Ела дој понаму. Добар ден. Здраво живо, како си ми? Од ова село си? Јас сум од друго село дојдена тука. Од кое? Од Струмечко, Градошарц. Од Градошарци. Па довдека, а? Колку е далеко одавде? Не е многу далеко, 15 минути пат. Так, колку време овдека живееш во село? 14 години. Што те наведе овде да живееш? Супер. Так. Како е живеачка во денеска во селово? Со работа. Тутон се семе, пипер се семе, земјоделие. Тежок е животот. Тежок е. Школа завршиме, не сме на работа. Не се земјоделие. Так, никој не работи? Не, никој. Земјоделци. Ами како излегуваш на крај вака? Сум мизерија. Друго, што има ново во село?
Не знам, што има ново. Со свекрвата и се рицате? Заедно. Те слуша, а? Се ме слуша како ќерка. Так. Ќерка по-убаво. Ќерка Так. по-не ме слуша ќе дојде на гости, а таме послуша. Така е. Нека чуе, јас кажам отворено. Така е. Слушаме и синове, и ќерки, и снага до сега. Фала на Господ, убаво. Кога имало повеќе намус вака едно, кога на твоето време, кога ти ги имаше свекрвата и секој или сега вака? Сега ме послушат, ние поне се погажахме с мојата свекрва. Она беше малку порсозлива и па јас понервозна, поне се, а таа по-блага душа, јас малку пасам нервозна, па се погажаме. Так. Погажаме се. Так. Многу се погажаме. Едно, како без мен не испи лошо. Така треба, и како? Туку слушај, ајде да видиме ова со сиренцо да пробаме да видиме. Ајде. Така? Да ви го сечали, да ви го дам ли цело тоа лепше? Како сакаш, како многу сака. Така. Отвориме на кесен, ти си го однесете. Така, добро, фала многу, така, добро. На моабетот му нема крај, што се вели. Селаните од селото Слеево си има работа. Сонцето полека заоѓаше. Се заминав од ова убаво под Плачковичко село, советување дека пак ќе дојдам, пак да се видам со Злеовчани. Само здравие да ни даде Господ на сите што се вели.